civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Сега, како што стои во законот, ние треба со конечните податоци да излеземе 6 месеци после спроведувањето на пописот. Јас повеќе пати јавно сум кажал дека ќе завршиме веројатно за 3. Веројатно за 3. Бидејќи многу од работите се онлайн веќе уградени во таа апликација. Тоа апликативно решение има целокупниот сет на контроли кои што ние во принцип се ги правеле отпосле. Стручно кажано без контроли. Сега не се онлайн контроли. И да погреши попишувачот, компјутерот му јавува грешка и таа грешка се коригира заедно со лице кој што дава податок. Значи точно изворот на податок нема се занемари. Ако се прави во текот на обработката, тогаш веќе доаѓаат математички модели, па се оди на таа веројатност на одговор, што дава веќе некоја можност да се погреши. Не велиме дека се греши, ама можноста да се погреши постои, секој која е веројатноста во прашање. Затоа велам, овој ќе биде и многу поквалитетен, како податок собран, односно сет на податоци, и исклучително брз производ. Бидејќи после година и пол или две, тоа се веќе историски податоци. Веќе се податоци за минатот. И ова ќе биде за минатот на 3 или 6 месеци, не година и пол до 2. И ќе бидат податоци врз основа на кои што ќе можат да се вршат тие реални планирањата на развојот. Сега, денеска, веднаш за утре, а не после 2 години или година и пол за некој нареден период. Тоа се од принцип новините, работиме, речиси сите подготови се завршени. Останува се донесе законот, тој ни е многу важен заради тоа што треба да ја организираме теренската работа. Значи, за да се, он е најважниот сегмент, теренот, да го подготвиме, и треба закон за да формираме тие регионални комисии кои што треба да ја обезбедат целокупната логистика за спроведување на пописот. Треба да избереме попишувачи, не можеме да пуштиме оглас без закон. Треба нивна селекција и обука. Значи, во принцип, кажувам, кои се вака главните активности, многу ситни подактивности има, кои што јавноста нема да ги разбере и нема потреба да се кажуваат. Во принцип е ова она што се наоѓаме во овој момент. Јас бев промоторот на таа идеја да во овој попис се исклучи белегот етничка припадност од пописот. Не поради тоа што тој белег не дава убави, интересни и корисни информации, како што каже и господинот Берала, туку заради тоа што таа е главниот момент, тој белег е главниот момент каде што политиката се фаќа за пописот и сака да го злоупотреби до максимум. И нема да се сложам дека со овој попис почна политизацијата со 2011 година, тоа таквиот тип бил, па паметам, јас сум 30 години во завод и учествував во 91 пописот, Дончо учествуваше и во 81 и тогаш беше тоа прашање од кое што се политизираше до максимум, така дури во еден друг систем каде што тоа сето се ставаше под некаква контрола, а камо во да не проеме момент во едно демократско општество каде што тоа веќе таа контрола ја нема. Меѓутоа, не беше идејата, јас сум демограф не по едукација, него по професија. И мене и како ме интересираат демографските движења кај различните етнички и верски претседеници, бидејќи тие различности во овој дел различно влијаат на демографските случувања. Тие обичаи, не знам, убедување и така натака има свој импакт во реалноста и сакам да го следам, сакам да видам како тоа се менува, бидејќи новото време нормално секаде има свое влијание и таму имаме некои видливи промени, ама сакаме да ги анализираме. Меѓутоа, од друга страна, поставиме на кантар колку добиваме со овие белези, а колку губиме кога политиката ќе се зграбчи за нив и тоа цврсто ќе се држи и не се пушта. Моја беше лична идејата и јас промовирав како личен став, а после тоа завод го прифати како свој став, не без да го наметам, бидејќи сите мои колешки и колеги знаат колку проблеми имаме од овој аспект, да немам. Меѓутоа, јавноста реагираше како што реагираше. Да не речем, ќе ми зедеа жив, станав државен непријател број 1. Прифативме, бидејќи јавноста има интерес, сака тоа, тој белег да биде вклучен, ќе биде вклучен во пописот и денеска слушав утринава месечини дека на Канал 5 телевизија утринска програма каде што тема беше пописот, се јавува граѓаните, тотална неинформираност кај граѓаните дека белегот ќе биде вклучен и дека секој слободно ќе може да се изјасни како што смета
за ова и дека така, исклучиво е така и никако поинако ќе го биде евидентирано во тој електронски прашалник со кој што ќе се оди на терен. Значи ова е едно од прашањата кои што не се од бази и кои што не можат и не смеат да бидат од бази, бидејќи е чувство. Значи вие не можете да документирате чувство, не можете на човек да му ставите печат на чело што е. Он си кажува тој или таа сеедно си кажува што се тоа е чувство и така се дефинира овој белег. И ќе биде, и ќе го има. И тој и етничката припадност. Често пати политичарите, сакајќи да кажат дека пописот иде, не сакаме ние, мора да биде политичка тема, бидејќи во Уставот имаме одредени права кои што се стекнуваат врз основа на некаква си процентуална застапеност. Или не знаеме да го читаме Уставот, или не сакаме да го читаме Уставот. Во Уставот пишува граѓани кои што говорат јазик различен од македонскиот да се повеќе од 20%. Никаде не е спомната етничката припадност. Ама нема едно делче, не сум јас експерт за Устав, меѓутоа го читав барем на 16 пати да проверам дали има некаде. Никаде не е спомната етничката припадност. Значи и овој дел нема врска со белегот етничка припадност. Дури и во препораките на Обединетите нации, и тука се мешаат бабите и жабите во јавноста, нема Евростат своји препораки. Значи не постојат препораки на Евростат. Постојат препораки на Обединетите нации, Економската комисија за Европа. Тоа е делот на кој што ние припаѓаме како земја, носи препораки кои што ги прифаќа и Евростат. Значи сите и Евростат учествува во нивното носење, како и секоја земја поединечно и ние. И како земја, како завод, учествуваме во подготовката и носењето на тие препораки. И на крај, кога ќе се донесат, важат за сите земји во светот, подеднакво. Крај, тука завршуваат. Правилата на Европската унија се многу едноставни. Вели, пописите треба да се спроведат во годините што завршуваат со 1, тоа е главното правило на Европската унија, и има уште две регулативи, ова е една регулатива, две, со кои што се во едната регулатива објаснува аутпутот, значи што треба да биде како излезен податок од пописот, во која форма, какви табели содржина, и второто, кои методи на спроведување на попис се на располагање. А постојат 4 метода во светот, значи други повеќе од тоа нема ни едно светско искуство, друг метод нема. Тие се 4, сега комбинацијата на користење на технологијата, тоа е посебна приказка. Има тој традиционален метод, на класично попишување, овој комбиниран ние што го правиме. Има метод на користење исклучиво податоци од регистри, тоа е совршенство, дај Боже да стигнеме. Оваа година 11 земји во Европската унија ќе го проведуваат на ваков начин пописот. И има единствен метод, само Франција го применува, некак така наречен тркалачки попис, rolling census. Не знам како да го преведам дури коректно, кај што низа на овако анкети се прават во текот на 10 години, па се заедно се сублимира како пописен податок. Меѓутоа ова е само уникатно француско искуство, ние на друга земја во светот не го применува, бидејќи смета дека не може, не користи. Не се, тоа е тоа. Значи не постојат европски стандарди, постојат светски стандарди кои што ги прифаќа Европа. И тука е, не знам, опозиција за цело време вели пописот законот не бил согласно европски стандарди. Кажете ми кои се тие стандарди. Еве не беше лани, требаше да биде пописот до 2020, меѓутоа тоа што е надвор од регулативата на ЕУ, ма ние добивме дозвола од Евростат, бидејќи немавме во 2011, ние требаше да направиме во 2012 попис, а не во 2020. Значи доследне за половина, па секоја година плюс доследње е уште поголемо доследње. 18 години немаме податок од попис. Ние дури и статистички истражувања, јавно го кажам, не кријам, што ги спроведуваме сега, тие анкети се базираат на примерот кој што се вади од попис. Значи нашата база за примерот, колку год да сме ја апдейтирале на некој начин, е стара, прастара, историска. И доаѓаме во ситуација, домакинства што ги бараме не живеат таму, се иселиле пред 10 години. Значи, квалитетот на сегашните податоци не зависи од тоа што немаме попис. Јас сум среќен што сепак имаме добар квалитет на податоци. А можеме да имаме ѓубре заради тоа што немаме база, еве со сите технологии на светот да може да ги примениме, со целокупното знаење и капацитет, и базата што го правите примерот не ви чини. Џабе вие се друго што имате. Да не правиме муабет денеска и со господинот Герасимовски расправата на таа тема, проценките на население. Ние викаме 2.073.000 жители живеат на 31 декември минатата година во Македонија. Толку ли се? Има ли човек во државата што ќе поверува на тој податок? Тој е официјален, заради тоа што се таму пишува произведен врз основа на последниот попис и административните податоци. И е точен од тој аспект, математички идеално точен. Ама ние сме за жал, како што спомена господинот Дерела, не сега само, значи веќе со векови емиграционно подрашје.
целиот Балкан е тако подреши. civilmedia.mk Слободно, независно, отворено.